Македонија назадува, Брисел не попустив за судството и корупцијата. Изгубени илузии, наместо креативност во политиката, битка со суети и незнаење. Застареа многу случаеви на клучните фигури кои на големи звона беа најавувани како ударни. Границата помеѓу криминалот и институциите и општеството е заматен. Значи, тоа е една сива зона во која сме испреплетени како општество и затоа не можеме да се одлепиме од нив. И затоа се случуваат овие извештаи на Европска унија. Лепливи раце и нечиста совест, дали етничкото го прикрива криминалот и корупцијата? Крадат и крадат и крадат и тоа значи дека станува збор за една општествена психопатолошка навика од која мораме да ги одвикнеме час поскоро. Дуи создаде своја политичко бизнис олигархија, дуи може да се третира и како инструментализирана партија. Се појавуваат балкански начини или макијавелистички начини за средување на нештата тука кај нас. Случајни кадри произведуваат вакви проекти. Случајни кадри произведуваат вакви корупцијски скандали. Како сте денес? Осамен, изолиран и која е филозофијата на животот на академик Ферит Мукич? Ова е музика за моите уши. Гледате ново издание на Трилинг, добро вечер. Стигна ферманот од Европската комисија. Владата и председателот се обидуваат да го релативизираат. Нема само критика од носителите на власта. Тие менаџираат со процесите и приоритетите. Наместо кон иднината, враќање кон минатото. Се изјаловија и големите ветувања и прогнози на Ковачевски и Ахмети. Наместо разговори власт-опозиција за европриоритетите, се отворија старите патишта за новите криминали. Сосема оправдано е ова се што го кажавте како дијагноза. Така е. Почнувајќи од ерозија во судството, до корупцијата, до недејствувањето на правниот систем и така натаму, тоа е сигурно како дијагноза точно. Но зошто тоа се случува? Затоа што се клучните фактори кои би можеле да го сменат тоа директно инволвирани токму во тие процеси. Така што на нив апсолутно не им одговара да почнат со подкопување, копање на сопствениот гроб, така да кажам. Проблемот е што сите тие аберации општествени, благо речено, сушност се карактеристични за самиот врв на општествената пирамида. И во таа смисла, додека тука не се превземе нешто, тешко ќе биде да се направи било што. Дали ќе може сега со новите избори одново истите тимови ќе дејствуваат, можно е да направат повторно некој договор за да оние кои се директно инволвирани во овие недостатоци општествени, да ги именуваме така, ќе настојуваат одново да пронајдат начин, благодарение и на овој нов закон, да нивните дела не бидат криминализирани, туку на некој начин да се обезбеди континуитет, иако сигурно ќе има доста притисоци кои ќе влијаат на тоа да не се осмелуваат натаму толку директно и драстично, како во случајот, да речеме, со автопатот, како во случајот со онколошката клиника и така натаму. Неделова го одбележа веројатно извештајот на Европската комисија за напредокот на Македонија. Дали денес може да говориме дека Бугарија ни е главна кочница на патот на Македонија кон Европската унија, или Софија користиме како алиби за внатрешната стагнација во битката против корупцијата, криминалот, неказнивоста, ерозијата на правниот систем? Па во моментов се двете, заради извештајот на комисијата. Иако краткорочно е ова второто, проблемите со судската власт и со корупцијата, што ги нотира Европската унија, што мислам дека нема разумен човек во Македонија што не може да го види тоа од секојдневното известување и однесување на институциите. А Бугарија останува стратешки проблем кој ќе се надмине ова еден ден, повторно ќе се јави како долгорочен проблем. Ја дури сум песимист во врска со нашата интеграција во Европската унија, во врска со Бугарија. 2018 кога прв пат ставија вето, кога сите бевме шокирани, јас бев тогаш јавно на мислење дека ми стана јасно што ќе се отвори со Бугарија, дека треба патот кон Европската унија да го редефинираме. Но владата тоа не го прифати.
две влади од тогаш се сменија. Откако изникна проблемот со Бугарија и тие колку повеќе работат на патот за Европската унија во некои области одат се поназад. Што ви значи тоа? Треба да го редефинираме патот кон Европската унија, алтернативни нови решенија да бараме? Европската унија не ни е перспективата? Не, нас не е перспективата, но не можеме да достигнеме. Бугарија, мислам дека дефинитивно ќе не запре на патот. Дали може да се повикуваме на тоа дека заради Бугарија? Не. Во ова смисла, во однос на извештајот, не, но извештајот и да е најдобар, Бугарија останува со своите барања. Тоа не смееме да го заборавиме. Дали стоиме сега заради Бугарија? Апсолутно да. Тие го бараат она. Дајте според сите точки на договорот за пријателството, кој јас како пратеник бев единствениот кој гласаше против тој извештај. Ги предупредував кои точки се тука многу спорни и кои ќе бидат исклучително тешки. Имав сериозни, да не кажам притисоци, но консултации да ми објаснат дека сепак е добро да се гласа за, јас останав против тој извештај, против тој договор. Меѓутоа, не сакам да барам сега некаква сатисфакција. Напротив, добро е што во крајна линија некако работите тргнаа, но мораше да се инсистира пред подпишувањето на договорот да се расчистат тие точки. Иако се нотираат многу слабости во нашиот систем. Овие слабости беа нотирани во претходните извештаи. Значи, партизираното судство, нефункционалната администрација, отсутство на реформи, особено во изборниот законник. Значи, има многу точки каде што, ако ги гледаме извештаите наназад, исто така се нотирани и таму. Но бугарското вето ја поттикна таква поларизација, што фактички го направи собранието нефункционално. И тоа мислам дека е нотирано и фокусот е токму во нефункционалното законодавство. Господин Поповски, дали на македонската сцена сме сведоци на политичко-криминална клептократија? Употребивте многу тешка конструкција. Не можам да се согласам со вордингот што го употребивте, но имаме проблем со тоа што во Македонија криминалните структури успеваат да најдат начин да се интегрираат во општеството во сите сфери, вклучувајќи ги институциите, финансиските институции, бизнисот и тоа што е невладини, не бизнис организации. Медиумите не би ги исклучил. Значи имаме едно страшно испреплетување и границата помеѓу криминалот и институциите и општеството е заматен. Вечерашниот гостин во Трилинг има порака за генерациите кои доаѓаат по него. Тој е професор науки, академик, член на Европската академија на науки и уметности. Оваа недела го доби престижното признание Константин Филозоф на Филозофскиот факултет во Скопје. 8 децени професор. Неговите мисли оставаат голем печат во македонската историја. Добро ден за професорот и академик Ферит Мухич. Не ми се виде како 8, ми се виде како една година незаборавна, интензивна, така да кажам екваторијална. Сонцето не заоѓаше. Немаше никакви лоши мигови. Така, благодарам за честитката. Тоа е, се разбира, несомнено големо признание, особено со оглед на тоа што го носи името на светиот Кирил, практично Константин Филозоф. А втората поента би додал и првиот председател, кога веќе, иако ја секаде се подпишувам само како Ферит Мухич, и првиот председател на БАНУ, Бошњачка академија на науките и уметностите. Добро ве најдов. Ме радува што сум ваш гостин. Разговорот ќе го започнам со една ваша констатација. Неодамна во еден радио разговор каде што велите: немојте секогаш докрај да го кажувате тоа што го мислите, но мислете се што ќе речете или направите. Каква е таа искреност која е недоречена? Не станува збор за искреност, станува збор за убаво однесување. На човек, ја секогаш мислам дека оние кои велат, кај мене нема задни мисли, што на ум, то на друм. Со тоа се фали непромислен или непристоен човек.
će ti padne na um da kažeš na nekoj što si budala, ili vi što danas izgledaš glupavo, ili što si grda toliko, ili to ne se kažuva. Mora da postoji kaj razumen čovjek, izvesna selekcija na ona što liči da se kaže i što ne liči. Tako što moje to, da kažem, filozofsko kredovo toj pogled je sve što kažeš da go misliš, ali sve što misliš da nego kažeš ne je krijenje. Tuko je prosto jedan vid normalna, racionalna procenka na ona na što mu liči da se kaže, da ne bide navredljivo, da bide odmereno, na nikogaš da ne si dozvoliš da kažeš nešto što nego misliš. To je poentata. Професор Мухич, како највозрастен пратеник во претходниот парламентарен состав, на невообичаен начин ја водевте седницата за избор на спикерот на собранието Талат Џафери. Дали денеска помалку се чувствувате изневерен, имајќи во предвид дека после оној јавен граѓански бунт, шарена револуција, кој бараше, која инсистираше пред се правда и мир, дали денеска може да кажете дека правдата е задоволена, откако застареа, речиси, најголемиот дел од предметите кои произлегува од аферата прислушување? Само една мала поента. Шарена револуција е еден, како да кажам, оксиморон, контрадикција на дијекто. Револуција не е просто викање, барање промени. Револуција е целосен пресврт. Револуција, последна револуција може да заврши некаде 919, 18, 19, октомвриска револуција, и може би беше и она на Кастро револуција. Меѓутоа, ова другото се, да кажам, не револуцији, туку така да ги наречеме барања за промени. Според тоа, барањата не беа револуционерни. Барањата беа просто да се исправат постоечките недостатоци, неправди, пропусти и така натаму на тогашната власт. Ова сега што се случи на вистина е едно големо, како да наречам, разочарување, пресилен збор, бидејќи верувам дека никој немаше ни преголеми надежи, али умерен оптимизам би бил оправдан. Меѓутоа, сега со овие промени наеднаш, симнување наводно да се пуштат пренатрупаните затвори, оние со мали казни, ниски казни, се покажа дека воопшто не е точно. Застареа многу случаеви на клучните фигури кои на големи звона беа најавувани како ударни промени, како оние кои ќе доведат радикални етички, морални, во таа смисла и правни измени во новиот систем, во новото општество како што беше планирано. Како и да е, секако дека тоа е едно големо назадување во однос на важењето на правдата, на правото, и дека за тоа очигледно стои некаков договор. Очигледно, ако би барале некои докази од моја страна, се разбира дека ги немам, но постојат некои нешта кои се толку евидентни да е безсмислено и да се барат доказите. Толкова или е голема концентрацијата на моќ кај одредени политички бизнис елити, или пак делителите на правдата не можат да одолеат на притисоците и влијанието? Тоа е прашање на совеста. Мислам, мощно сложено во историја на правниот систем, во историја на борбата на поединецот против системот. Има сјајни илустрации, но тој личен хероизам по правило не давал големи резултати. Проблемот е што сигурно во принцип 90% да речеме судии се честни, но како што одамна народот рекол, петело што рано пее завршува во лонецот. Првиот што би се осмели да открие се сигурно би страдал и би му нашле многу нешта, а при тоа би делувале многу поврзано да ги прикријат останатите. Тешко е да се настапи наеднаш. Кога судството наеднаш, едногласно, со цврста волја, би кажало не на било кој притисок. Јасно е по дефиниција дека притисокот не смее ни да постои, но бидејќи постои, би престанал да постои. Еден судија кој ќе каже не, му се наоѓа нешто, го сменуваат. Тоа е проблем, другите се плашат за својата позиција. Значи имаме еден организиран репресивен систем,
protiv relativno neobedinет sistem na sudska vlast, koji mora da insistira на сопствениот дигнитет и како колективно тело. Недело беше објавен извештајот на Европската комисија за напредокот на Македонија. Забелешките се сериозни. Не гледаат, Брисел не гледа сериозен напредок во речиси клучните области за земјата, која треба да испорача резултати за да стигне до Европската Унија. Дали ние всушност Бугарија користиме како алиби, бугарскиот проблемот Скопје-Софија го користиме како алиби за неспособноста во натрешното реформирање на државата, а и на институциите? Со доза цинизам може да се каже, ако не гледат, нека земат очила. Меѓутоа, ови од Брисел, меѓутоа, навистина и со најдобри очила и со микроскоп тешко да пронајдат некои сериозни подобрувања, но ова се две теми. Фактот дека ова е, верувам, најлошиот или близко до најлошиот извештај кој сме го добиле до сега од Брисел, што нималку не охрабрува, бидејќи тие имаат потреба од некакво охрабрување и настојуваат за еуфемизми да прикријат преостра критика, да остават нешто да ние сами се сетиме, заклучиме каде и да некако остават впечаток пред јавноста дека сепак е пурс и мове. Сепак се движи, сепак напредуваме. Овој пат мора да бидат доста јасни, експлицитни и тој извештај без двоумење држи, дури би можел да биде и поостар. Не е поволен. Но дали тој извештај може да биде, така да кажам, аргумент да се заборави дека Бугарија и натаму врши сериозен притисок? Не. Тоа се две теми. Најавите од бугарската страна не се оптимистички. Тие нема да попуштат и тие не рекоа дека со влегувањето во категорија на уставна категорија на бугарите, тие ќе запрат со своите натамошни барања, а тие врз основа на имплицитните некои ставки во тој договор може да одат многу долго и де факто и кога ќе бидеме со Господ напред во ситуација да добиеме позитивен извештај, која ќе биде јасно дека ситуацијата е многу подобрена. Мислам дека Бугарија дури тогаш ќе настапи со полна енергија и ќе каже сега кога се блиску да почнат, сега ќе видат дека се зависи од нас. Дали во Македонија е на сцена политичко-криминална клептократија? На цена не може, али на дело е се краде на големо. Толку ли сме богати како држава? Знаете како, мојот драг професор Јонче Јосифовски велеше дека нему еден домар во школото во кое тој предавал како учител, му рекол, земај од сиромасите, сиромашка пара не би ти сува. Богаташка пара се троши, од сиромафот слободно земај. И постојано се чудеше, но велеше, овој политички систем делува токму врз тоа. Од сиромафот постојано ќе може да се извлечат некои нови пари, што велат ако воденичарот истресе панталоните, има брашно за леб. Стално ни ги тресат панталоните и постојано нас не остава со се помалку и помалку брашно, но тие, како што реков, не делуваат затоа што сме ние многу богати, туку затоа што навистина изгледа дека сиромашкиот тој доминантен демографски процентуален слој на нашето население за жал спаѓа во таа категорија. Сепак постојано има една виталност да изнајде начини да оние средства кои овие ги крадат де факто да им ги овозможи. И тие се трудат доста со различни даноци, со ова, она, меѓутоа не дека се разбира дека е прашањето просто, да кажам, реторичко. Дали сме богато општество? По сите показатели, не да не сме, него сме меѓу најсиромашните во Европа, ако не и токму најсиромашните. Ди пураст. Меѓутоа, крадат и тоа значи дека станува збор за една општествена психопатолошка навика од која мораме да ги одвикнеме час поскоро. Следите три гости во емисијата е универзитетскиот професор, академик Ферит Мухич, кој оваа недела го доби престижното признание од Филозофскиот факултет Константин Филозов. Академик Мухич,
останувате жесток критичар околу политиката на Софија кон Скопје и претходно го критикувавте Преспанскиот договор, меѓутоа, потоа откако преспавте, го сменивте вашето мислење со една помалку смирувачка порака до македонските граѓани, дека всушност Преспанскиот договор го отвара македонскиот пат кон Брисел. Не го сменив мислењето и мислам дека во мојата изјава бев сосема јасен. Реков дека мислењето останува. Јас имам една, нерадо зборувам за моите лични некои книги или ставови, но имам една книга за Македонија која има и на англиски и македонски, 2-3 изданија, од Табернакул, во која ја дефинирам Македонија како субстанца, тоест како она што за своето постоење не бара никаков друг поим. Таа себе се дефинира од себе и јас тоа го нагласив во ова смисла, во тоа моје излагање, дека мораме да прифатиме заради очигледни притисоци кои нема да престанат, иако лично мислам дека можеше да се продолжи без попуштање и дека досега ќе беше решено и ќе останеше Република Македонија, но добро. Може би се лажам. Не бевме доволно цврсти. Меѓутоа, кога видов, имаше директни закани, дека доколку не врз мене, туку врз Македонија како држава, доколку не се изврши тоа, ќе биде сменета таа влада и ќе се менува секоја влада додека тоа не се издействува. Но јас реков, пристанете. Јас го давам сега својот глас. Јас бев последниот кој го даде својот глас за таа промена, но не го сменив мислењето, реков, во крајна линија тоа е номинална промена. Не постои таа сила која ќе направи Македонија да не биде Македонија и не постои таа сила која ќе направи македонците да не бидат македонци. Што да правите, како и да го менувате, кои политички средства и притисоци да правите, сето тоа е само номинално. Дали тоа значи дека паѓа во вода она што подолг период во последно време се говори дека со евентуалниот договор Скопје-Софија и промената на уставот Македонија ќе влезе во процес на бугаризација? Мислам дека не. Ќе настојуваат да ја вршат. Тие беа можно недвосмислени во самиот почеток, кога бараа и јазикот да биде наречен бугарски дијалект и македонците да се изјаснат како бугари, измислена нација после 44-та и така натаму. Но не, мислам дека не може, и тоа ви е многу важно прашање, и тоа ја расветлува токму мојата поента. Субстанција национална не може да ја сменат никакви договори. Историска субстанција, Македонија како територија на автохтоно македонско население, тоа е факт кој никакви договори, никакви притисоци, и ќе се осмелам да кажам, иако вечноста не е дадена на овој свет, никогаш нема да бидат сменети. Ќе бидат македонци и ќе биде Македонија, а вие викајте ме како сакате, под притисок во ред, за да останеме во некаков нормален развиток и да се приклучиме кон Европската Унија. Ова инсистирам, не кон Европа, ние сме Европа. Македонија, Балканот е извор на Европа и поимот, самото име на Европа, не од Европа, од таа што ние ја викаме Европа. Тоа е трето пеење од Илијада на Хомер, каде што се употребува терминот Европа. Европа е ова била и од секогаш ова е јадро и изворот и да кажам лулка на Европа е токму ова модерна Европа е Балканот. Меѓутоа ќе одиме никаде, ќе останеме тука. Ќе одиме, нема да одиме. Ќе останеме тука, но ќе се приклучиме во Европска Унија, тоа да, и ако е цената ова, нека, викајте ме така. Но јас ќе бидам тоа што сум. И ќе останат македонците, и ќе остане Македонија. 2024 е изборна година, политичкото искуство кај нас станува фарса. Што може да очекуваме идната година? Промена на политичките сили, живот кој ќе донесе подобра перспектива или натаму ќе останеме во статус-кво во кое и едните и другите, говорам за клучните политички фактори, ќе си ја префрлаат вината кој е виновен за состојбите во која се наоѓа државата. Динамиката на политичките сили во изборите зависи од тоа што ќе се реши во албанскиот блок.
Kade i kako će se situirati, odnosite pomeđu Duji i pomeđu svega novite, uslovno, iako je samo jedna se vika alternativa, no alternativni partiji, od albanski blok isto taka, što će bide pomeđu makedonska ta pozicija kako SDSM i makedonska ta opozicija kako VMRO. Koji i da pobjedi, tije tenzije će ostanati. To treba da sme načisto. Međutim, da li će uspjeti ovije partijski nomenklaturi koji se vrvovite i na opozicijski, na makedonski, na albanski partiji, da isplivat glavno neošteteni od ova i samo da se prerasporedat bo jedna nova konstelacija, to je prašanje. Nakuso ne očekuvam prvo nekakva radikalna promjena koja bi odela na podobro, bileki to se tije luđe, to se tije iskustva, to je toj način na razmisluvanje i način na deluvanje i dolgo i predlaboko se zagaze nivo toa, za da sega može da izlazat ili da se resetirat, uslovno rečeno. I vtoro, ne očekuvam ni popuštanja, za žal, među ovije odnosi vnatre etnički te polarizirani pozicija, opozicija, partiji ivo makedonski, ivo albanski blok. Штом се влезе во изборна кампања, веднаш се разгорува етничка нетолеранција. Зошто? Zato što je to način da se... на националното ткиво? Ne, to je način da se glasačko to telo sprotivstavi vnatre sebe i da se vo ta igra pogolemio delo od kolačot na glasačite nekako pridobije za jedna od tije opcije koji se po radikalno patrioti ili po dosledno patrioti igrata je prosto za opstanok na tije partije, a ne za podobruvanje na situacijata na celo to opštestvo. Mislim da je ključno ako pronajdeme sila, ako pronajda sila, politički te lideri ova situacija i vojdnina pri prvo to, da kažem, pri prvi te izbori, ako najda sila da napraviti radikalna promjena, da se obida, da ima zajednička programa, a razlikite da bidat vo načinu na koji to će se ostvari. Tije nominalno možda i velat site sme za Evropska unija, no očigledno deka ne se. Očigledno deka ta prikazna, koliko i da je naglasena vo sve koje izjavuvanje od ovije, postapkite ne olesnuvat pristapot. Книга Метафизика на врвот ја објавивте од како тргнавте по врвиците на светските и домашни планини, потоа и ќе напишавте секогаш сам, никогаш осамен. Како сте денес? Осамен, изолиран и која е филозофијата на животот на академик Ферит Мухич? Ова е музика за моите уши. Сега дојдовме до истински теми. Добро е што ја спомнавте таа книга, да. To je, tako da kažem, jedna lična filozofska pozicija spоред koja nije sme tuka da napravime nešto podobro od sebe, od ona što sme bile. Jedan od nezinite naslovi je jedna od pesnite i ta je taka koncipirana 100 čekori nad. Dovoljno je jedan čekor nad. Ne se meri našio život so prostorom što sme go minale. 10 pati da sme ga obikolile zemljinata topka. To ne je ništa. Kako da smo bile na mjestu? Sve to je horizontala. Ona što se meri je vertikala. Da bideme jedan čekor po visoko. Ja sam optimistički velam 100 čekori nad, ali jedan čekor nad ona pozicija na koja bevme. Da napravime od sebe podobar čovjek za malku, za troška, koliko voklunot na lastovičkata da se zbere, dovoljno je. To ga opravduva naš život. Da gledame vo to kvalitativno podobruvanje, ne vo ni lukrativno, ni kvantitativno odenje vamo i tamo. I opštestvo to da go podobrime i tako na tamo. A inaku, odnos na to, dovoljno je jasno rečeno. Sekogaš sam na tije patuvanja, ja sam odev sam po planini, iako prvo pravilo je planinarenje, nikogaš ne odi sam. I možem da kažem da sam zadovoljen, izodev mnogo planini i ne osvojiv ni jedan vrv, tuko se vozdignuo do njih. Vrvot ne je tuka da go ponižime, da go zgazime, smačkame, osvojime, to ne je naš neprijatelj. To je naša ta cel. Vrvot je vnatrešna, imanentna kategorija na čovjek koji logički stremi kon toa da se vozdigne. Ta, jaz duri terminut antropologija, antropos, ja izveduvam anotropija,
stремеж кон возвишување. Но реков, секогаш сам, бидејќи тоа е тоа прочистување некое во тие планинарски епизоди кои се добар дел од мојот живот, 40 години, но никогаш осамен. Навистина, чувството на осаменоста кое би ме дистанцирало од другите човечки суштества не ми се случи никогаш, па ни денес. Напротив, имам исклучително еден интензивен живот, се разбира, контактите, излегувањата се радикално смалени. Меѓутоа, ни во еден момент не се почувствував ниту изолиран, ниту осамен и особено сега еден друг вид, посоодветен за мојата возраст, на дружење со еден универзално, така да кажам, антрополошки свет кој е денес изложен на страшни работи, како што гледаме, таа врска е длабоко присутна и денес. Академик Ферид Нухич, ви благодарам за гостувањето во емисијата, ми беше задоволство. Јас ви благодарам, вашите прашања беа навистина инспиративни и чест ми беше да гостувам во вашата емисија. Екс-пратеник во првиот мандат на плурализмот, поранешен министар во владата на Бранко Црвековски, а денес во својство универзитетски професор и член на Советот на Народна банка. Добар ден за Никола Поповски. Добар ден. Стапката на инфлација во октомври е околу 3,5%. Владата проценува дека просечно ова ќе биде поголема, ќе се движи помеѓу 6 и 7% година. Дали на повидок е друга опасност и непредвидливост, па владата да излезе после одреден период дека ова не изненадило, да речеме како што тоа беше случајот со руската агресија или сега Израел-Хамас? Не. Станува збор во јавноста за испреплетување на два податока. Инфлација мериме на неколку начини. Единствената официјална инфлација која во светот е усогласено дека сите држави ја мерат е просечниот индекс на пораст на трошоците на живот во текот на годината. Во првите 10 месеци просечната годишна инфлација е 10,7%, а годишната, значи не просечната, туку октомври мерен со минатиот октомври е 3, но јануар-октомври со јануар-октомври е 10,5 или 6 во моментов, и владата се реферира на тоа, дека таа од 10, нешто ќе заврши на 6, нешто, 7, и тоа е прилично оптимистичка проекција. Народната банка, например, вчера или денес излезе со нејзина проекција дека ќе биде, да речам, излеговме, пошто сум ја член на Советот, некаде околу 9,5% просечната годишна. И таа е релевантна. Завршува веројатно циклусот на рестриктивна кредитна политика. Европската банка и американските резерви не ги зголемија каматите, сопоравуваат индексите на светските берзи. Колку Народната банка ги следи овие трендови и колку се усогласени во однос на нивните проекции со Светска банка? Интересно е прашањето. Сите овие институции што ги наброивте не ги намалуваат каматните стапки, туку ги задржуваат, а не прават нов раст. Што значи дека постигнатата рестриктивност ќе се задржи, нема се намали. Или не очекуваме да продолжи да расте рестриктивноста. Според нивото на каматните стапки во моментов и во Америка и во еврозоната и во Македонија имаме прилично рестриктивна монетарна политика и таа ќе се задржи се додека не се намали стапката на инфлација во некоја наредна година, што значи не треба да очекуваме во едниве 6, 7, 8 месеци да се намали рестриктивноста. Но можеме да очекуваме таа да не се зголемува, зашто во изминатите 12 месеци таа континуирано се зголемуваше. Таа придонесе за каматните стапки од помеѓу нулти и ниски. Во текот една година еве во Македонија е 6,3, беше исклучително ниска претходно. Ние ги следиме, се внимавајте, нашето следење на еврозоната има и други причини, а тоа е дека ние сме, курсот на денарот ни е врзан уште од 94 година со еврото, иако претходно беше марката, но тоа е истата политика, и ние мораме да го следиме тоа однесување. Нормално и однесувањето на нашата инфлацијска стапка, која е повисока од европската заради структурата на потрошувачката. Значи, нивната рестриктивност кај нас е малце повисока за да ја задржиме борбата со инфлацијата. Само да подсетам нешто што се знае, во нашиот инфлацијски индекс
цените на храната и на енергенсите учествуваат на примерните со 50%, во Европската унија со 30%. И сега кога тие се најмногу погодени во светот, во нашиот пондер со 50% од пресметката, многу поголем резултат даваат, но сега ќе се случи и се случи веќе во овој месец еден феномен, кога цените на храната на светските пазари се стабилизираа, октомври тоа го покажа, па дури имаат и благо намалување, кое веројатно ќе продолжи, како и цените на базичните метали и на енергијата. Со оглед дека кај нас тие повеќе учествуваат, се тоа е стручно малку за јавноста, во пондерот, во пресметката со 50%, кај нас инфлацијата побрзо ќе паѓа. Значи, релативно побрзо ќе паѓа и овој месец се случи тоа. Гледате, падна од 6, нешто на 3 годишната. Значи, 3% поени во Европската унија не се преполови. Падна, но не се преполови од 6 на 3 како кај нас. Господин Поповски, министерот за финансии се фали дека е паднат, дека јавниот долг е намален и дека тој е под 60%. Во меѓувреме државата се задолжува на домашниот пазар преку издавање на обврзници. Дали ни престојат, односно всушност ни престојат нови задолжувања и дали може повторно да се соочиме со одредени непредвидливи ситуации? Јавниот долг се намалува во однос, тој не се намалува во апсолутна смисла. Тој е толку околу 8 милиарди евра во моментов и благо ќе се зголемува зашто владата се уште има дефицит на буџетите, но тој се намалува во однос на бруто домашниот производ, а тоа е реалниот показател. Значи ништо не значи 8 милиарди ако е во Америка 8 милиарди, тој не постои практично, пошто низиниот бруто домашен производ е многу повисок. 20.000 милиарди американскиот бруто домашен производ. Но нашиот од 8.000 во однос на нашиот бруто домашен производ од околу 14 милиарди е висок и тој е малце под границата на 60% каде што е високата задолженост, само заради фактот што со инфлацијата се зголеми номиналниот БДП, растат цените, растат сите компоненти на бруто домашниот производ, а номиналниот долг е ист, тој не се зголемува. Ако владата пред 3 години издала обврзница на 1 милион денари, тие треба да вратат 1 милион денари повторно и плюс каматата. Но сега 1 милион денари се многу помалку за буџетот, зашто тој со инфлацијата приходите ги напумпал и бруто домашниот производ номинално пораснал. И од тука тој се намалува. Инфлацијата ќе запре и тој процес врз на тоа ќе почне да се намалува. Она што е важно за јавниот долг е два фактори на кои предпоставувам дека се подпира министерот за финансии. Првиот е дека ќе продолжи растот на бруто домашниот производ во земјава и се помалку ќе биде јавниот долг во однос на бруто домашниот производ, иако оваа година ќе биде прилично лоша, значи ќе биде проблем да достигнеме околу 2% раст оваа година, што е минимално. На полугодие, значи за првите 6 месеци имавме само 1,6, што значи сега треба да одиме во двете тромесечија, едното истече, едното е на пола, повеќе од 2 за да стигнеме просечно на 2, што значи оваа година нема да имаме раст. Одржлива ли е оваа буџетска политика кога на 40% имаме неформална економија, сива економија? Сивата економија тешко се мери. Јас сум видел многу проценки од официјални институции, од научни трудови. Тие варираат од некаде 20% подати до 40%, што значи едноставно нема методологија за лесна проценка, за да знаеме точно колку е. И секогаш кога некој каже 35% ви е сивата економија, не му верувајте. Најдобро да каже помеѓу 25 и 35, тогаш верувајте, затоа што прави една апроксимативна проценка на тоа што е. Буџетската потрошувачка сега е одржлива и Македонија од ослободувањето, од осамостојувањето до денес нема голем проблем со буџетот, особено какви што ги имале земји во соседството. Проблеми со ликвидност, да не може да исплати долг и така натаму, никогаш не се случило тоа. Но тоа што го загрозува е непромислени политики, желбата за дефицит и евентуално ненаплата на редовните приходи во иднина. Тогаш би дошло до проблематизирање, но не го гледам тоа. Многу поважно е колку успевате да наплатите, вклучувајќи и сивата економија, и колку од тоа трошите. Следите тренинг, гостин во емисијата, универзитетскиот професор, екс-министер Никола Поповски. Господин Поповски, никако да ни трне со изградба на капиталните инвестиции, особено во делот на изградбата на автопатиштата. Го споменавте во текот на разговорот проектот со Бехтел и Енка.
Владата размислува целосно да раскине договорот со Синохидро. Гледате тука простор повторно за криминал и корупција? Видете што се случи со Синохидро. Сега еве за 2 месеци ќе влеземе во 10-та година од автопат од 50 км, кој од 380 стана 650 милиони и веројатно уште ќе бара. Тоа покажува нешто друго во врска со Кина. Кина во светот важи за газела економија која има страшни стапки на раст. Сега кога цел свет се влече, особено развиениот свет, Америка, Европа и ние 1,5-2% годишно, они со загрижување гледаат на фактот дека растот им се сведува на 5%. Затоа што претходно беа меѓу 8 и 10 цели 2,5 декади. Па ја изградија Кина со страшни автопатишта, со железници, со експанзија на економијата, па го направија тој свилениот пат, појасот, Road and Belt, нели, во кој вклучија Кина плюс 17 источноевропски држави, во кои ќе градат патишта, железници, купуваат во Атина, во Солун, пристаништа, па се нудат да изградат Скопје, Белград, Будимпешта, брза линија железничка. Но во Македонија добија една шанса и покажаа дека Кина не е релевантен фактор да се потприте ако нешто треба да направи сериозно. Таму потврди Македонија, но потврди и Кина. Јас лично со симпатија гледав како и сите економисти на кинеската економија, која со чудни мерки ја поттикнуваше економијата, сега почнувам да размислувам дека Кина веројатно не е тоа што ние мислиме. Ако Синохидро е кинеска компанија која Македонија еден автопат од 380 отиде на 600, и знаеме дека со корупција го доби, пошто имаше и снимки за кои деновиве ги ослободија тие што ги гонат. И не може да го направи. Погрешно проектирање, погрешно изведување, рушење на косини, одново изградба, немаат механизација. Тоа ли е Кина? Таа Кина ли треба на Балканот да ги гради железниците, аеродромите, патиштата, се нуди на цела Европа? Јас сум шокиран од нив. Ние уште немаме кадри на соодветни места во раководните функции на државата. Случајни кадри произведуваат вакви проекти. Случајни кадри произведуваат вакви корупцијски скандали и вакви извештаи на Европската унија. Не можете, освен Кина и Македонија, да ја сведете на држава во која луѓето случајно раководат. Господин Поповски, 2024 изборна година паѓа рейтингот на Ковачевски СДСМ. Колку се реални предвидувањата дека СДСМ ја чека сценарио на грчки пасок и падот тогаш на Папандреју? На исчезнување на политичката сцена на оваа партија? Па мислам дека е прејака констатацијата. Сегашните анкети покажуваат дека партијата има понизок рейтинг од опозицијската партија. И дури да не се анкетите, тоа го видовме пред 2 години кога беа, мислам, локалните избори. Тоа беше првиот знак и од тогаш немаме други избори, дека рейтингот е паднат. И веројатно настаните во државата малку се поматени, можеби, со фактот дека и опозицијата, бар по моје видување, опозицијата на централно ниво, на начинот на кој ја води локалната самоуправа таму каде што ја има насекаде, не се покажа нешто многу успешно по моје видување. Мислам дека е пресилна оценката за СДСМ, дека и престои исчезнување, но и престои рекомпонирање доколку ги изгубат изборите. Поповски, до предоден период се зборуваше за бранковата олигархија. Денес се говори дека со Дуј и нивното 2-децениско владење создадена е олигархија предводена од тандемот Ахмети Груби. Толку ли Дуј си има инсталирано во институциите да има моќ во речиси сите сектори од државата? Па ако некој во Македонија еве вие кажавте инсталиран, да го користам вашиот збор, во институциите перманентно е Дуј, пошто од 2002 само 1 или 2 години беа во опозиција, така, 1,5-2 години беа во опозиција. И од тогаш се континуирано, значи 21-2 години, од кои 20 се во институциите, и они се најмалку подложни на промена на власта, да се зменуваат и нивните раководители или вработени. И од тоа го гледано, веројатно сте во право, мојот одговор бил потврден, дека Дуј создаде своја политичко бизнис олигархија,
која е толерирана не само од Македонија, туку и од надворешни фактори заради други цели. Тие надворешни фактори им одговара таквото инсталирање, зашто преку нив можат своји цели да остварат, финансиски или други во Македонија. И од тој англ гледано, дури може да се третира и како инструментализирана партија. Дури и албанскиот фактор во Македонија е инструментализиран во висока мера, во самостојноста за носењето на политичките одлуки. Одговорот е да, тоа се случува. И на крајот за почетокот, Европската унија не сака или ние како држава сме неспособни да испорачаме резултати кои ќе дадат зелено светло на македонскиот пат кон Европската унија. И постојано ќе бараме изговори во некои надворешни влијанија и причини зошто сме во оваа лимбо состојба. Значи, ние прво врска со извештајот, таму има 35-6 поглавја, овие две се критични, во другите немаме толку лоша оценка. Во другите немаме, особено овие економски кои се широко распространети, дека работата горе-доле се тркала на некој начин, повеќе или помалку, но ударот е на корупцијата и на суството. Сега да направиме една паралела. Исто вакво суство е во Полска. И таму Европската унија разговара на висок тон со нив долго време, во врска со суството во Полска, дури и закони носе и така натаму, што значи дека Европската унија како унија не е имуна на вакво однесување. Нас не е местото во Европска унија, ние треба таму да влеземе. Ние припаѓаме на Европската унија и изодевме долг пат од 2005 до денес, скоро 20 на години од кандидатски статус, направивме многу реформи, нашето општество наликува на европското. Понекогаш ќе се јавуваат вакви проблеми, поголеми или помали, кои ќе треба да се надминуваат. Да бидете во Европска унија значи да имате механизми да ги надминувате. Имате корупција, има избори, треба да се одите од власт и некој нов што ќе се справи со корупцијата. Сега дали во Македонија тоа е можно, не знам, но така го гледам. Ја и понатаму сметам дека во Европската унија најголема пречка ќе ни бидат бугарите. Тие се многу посвиреп факторот што ние го третираме и тоа сите го знаеме. Сите го знаеме, го премолчуваме и Европската унија го третира како таков и знаеме дека таму сопките ќе бидат бесконечни и ќе го толерира тоа Европската унија. Па видите, председателката на Европската унија кажа дека Украина е близко до покана за преговори. Украина не контролира 30% од својата територија. Разурната е целосно. Пред војната беше озлогласена корупцијска држава во Европа, кога не ја симпатизираа заради војната. Значи, олигарси владеат се и така натаму. Сега одеднаш, значи, они имаат политички проценки. Мислам, да кажете Украина, која е во војна, буквално со таков... Мене ми е жал за Украина, искрено. Но таков сетинг на односите во институциите, да кажете дека треба да почне преговори, а Македонија дека не треба да почне, тоа е политичка одлука. Кои се вашите проценки за идната година, кога пред нас се и председателски парламентарни избори? Ќе имаме ли промена на политичката сцена? Па, иднава година прво ќе имаме 7-8 месеци празенот, пошто ако изборите се одржат, а мора да се одржат, ќе имаме тој закон уште, за жал е уште на сила, 100 денови пред тоа, ќе имаме технички премиер, министри од опозицијата во власта, заменички, значи ќе биде владата целосно блокирана, парламентот ќе биде блокиран зашто во избори не заседава. Што значи нефункционален систем? Нефункционален ќе не биде системот, тој требаше да биде нефункционален 2-3 месеци, уставно, како и сите други. Јас искрено да нека ми се земе за зло да предпоставувам, мислам дека нема да имаме промена во председателската функција. Таков ми е впечатокот. И тука ќе имаме континуитет на парламентарните избори кои ќе го одредат парламентарниот и еден дел од извршната власт. Дисконтинуитетот не мора да значи нова влада. Дури мислам дека и на последниви избори ВМРО имаше еден или двајца пратеници повеќе од ВМРО, од СДСМ, но нема влада, што значи дека во Македонија, како и во другите држави, Полска, да не ги набројувам така, се случува феноменот дека некои партии добиваат апсолутно релативно најголем број на пратеници, но после тоа сите се против нив. Може во Македонија и тоа да се случи, да се зголеми коалицијата сегашна, може да победи сегашната опозиција, тука не може никој да предвиди што ќе се случи. Тука мислам дека е тешко да се предвидува. Но мислам дека кај председателската функција ќе имаме континуитет. Благодарам за гостувањето во емисијата. Благодарам за поканата. Ова е недела во која Брисел испорача извештај за напредокот на Македонија на патот кон Европската унија.
За многумина овој извештај е еден од најлошите. Особено се детектираат слабости во битката против корупцијата, криминалот, а и една од најслабите карики е состојбите во македонското правосудство. Иако официјално се уште не е почната изборната кампања, очигледно е дека партиите веќе се растрчани на терен. Во ово издание на Тренинг гостин во емисијата ќе биде колегата Джелал Незири. Добро дојдовте. Добро е, Најдов. Незири, неделава поставувањето на споменикот со УЧК во Сопот, дали тоа обид за изборен ширење и подигнување на изборен национализам, а при тоа од друга страна она што подолг период се говори во државата дека се создава повторно атмосфера на албанофобија. Од тоа село Сопот, после Втората светска војна, биле убиени 50 мина селани таму. И во нивна чест се целата тој меморијален центар бил изграден од индивидуални донации. Значи не било тоа нешто институционално организирано. И дали тоа било употребено за политички цели, ние знаеме дека политичките партии се склони да искористуваат се што може да се користи за да придобиват што поголема поддршка. Но јас не гледам дека тоа е можеби дел од некој сценарио за подгревување на меѓунационалните односи, за влошување на меѓунационалните односи или за пренасочување на вниманието од реалните проблеми кон можеби фиктивни проблеми за кои што сме биле сведоци во минатото. Нели, пред секои избори во минатото ние сме гледале тепачки по автобусите, ние сме гледале, не знам, шовинистички транспарентни извикувања од трибините низ спортските надпревари. Сме гледале тепачки по улиците. И сето тоа било во функција на изборите. Очигледно погрешни беа проценките и предвидувањата на лидерот на Дуја Ахмети дека до крајот на октомври ќе се изгласаат уставните промени, дека Груевски можеби ќе се врати во земјата. Дали ова може да биде и вовед за постепен пат на интегративците и дека на следните избори всушност Дуј ќе замине во опозиција, имајќи во предвид дека како кај албанскиот блок да се окрупнува опозицијскиот табор, сите против Дуј и Али Ахмети. Да, факт е дека за прв пат се случува опозицијата кај албанците да се обединува кон една платформа околу една идеологија и да се обидува сите тие опозицијски сили да ги окрупнува и засили во пресет на следните избори. Дуј сепак останува, според последните мерења на јавното мислење, останува главна партија кај етничките албанци, но дали ќе замине во опозиција, јас сепак мислам дека за тоа треба да ги почекаме изборните резултати и изборните математики. Освен опозицијскиот блок, можна е коалиција на етничките албански партии кои што се во власта. Освен Дуј се и Алијанса за албанците, ДПА и можеби некои други помали политички партии кои постојано се формира. И според моје мислење тоа е здраво за демократијата. Господин Незири, депласирана е темата околу враќање на Груевски во Македонија. Тоа е ставот на премиерот Ковачевски. Тој треба да се соочи, Груевски екс-премиерот и бегалецот во Будимпешта, треба да се соочи со правдата. Може ли да се говори за дека е темата депласирана и дека правда има за сите? Се додека имаме ваква поларизација во општеството, затоа што нели сме критикувани од страна на Брисел во последниот извештај. Се додека политичките партии повеќе мислат дали ќе го задржат сегашниот рейтинг на наредните избори, па ќе победат за да состават влада, а не мислат за последиците од неиспорачување
на или неисполнување на сите тие обврски кои што ние ги превземаме како држава преку меѓународни договори, како што е тој со Бугарија, поточно през францускиот предлог, мислам дека на сцена или како план Б се појавува ваков амбиент кој што е типичен балкански, се појавуваат балкански начини или макијавелистички начини за средување на нештата тука кај нас. Последните анкети покажуваат дека опозицијата предводена од ВМРО-ДПМН е во предност во однос на СДСМ, но изборните математики не секогаш може да бидат точни, имајќи во предвид дека на последните избори ВМРО-ДПМН победи кога беше Груевски, но сепак влада формира Заев и Ахмети. Дали убеденоста на лидерот на ВМРО-ДПМН Мицковски дека тие ќе бидат идната влада која ќе донесе прогрес за државата е базирана врз пред се расположението меѓу граѓаните, незадоволството пред се, или пак власта е толку немокна да испорача резултати? Мислам дека има негативно, тоа е факт, негативно расположение во јавноста против актуелната власт, што од политички агол го има максимално тоа незадоволство искористено опозицијата. Особено тоа задоволство се потпира на овие тешки договори и компромиси кои актуелната влада ги постигна и со Грција, но потоа и со Бугарија. Кон ова придонесоа и трите последователни вета што ова влада се справуваше. Значи имаше вето од Грција кој што се надмина, потоа наместо брза лента за влез во Европската Унија доби француско вето заради методологијата на преговорите. Кога тамам јавноста помисли дека и оваа пречка е отстранета и треба да ги почнеме тие преговори, вие имате трето вето. И ова трето вето предизвика сериозно ниво на евроскептицизам во јавноста. Има најниска поддршка во моментов за интеграцијскиот процес во Европската Унија кај нашата јавност. И, нели, опозицијата ова расположение го материализираше преку политики со кои што се нагласуваше одбивањето и на договорот со Бугарија и на францускиот предлог. И преку оваа политика на одбивање на францускиот предлог, на одбивање на гласање на уставните измени, фактички опозицијата постигна еден рейтинг со кој се чувствува комотно дека следните избори ќе ги добие со огромна разлика. Но сепак и вие рековте дека секоја политичка партија на денот на изборите почнува со 0 гласови. До тогаш не се знае како ќе се одвиваат работите, дали ВМРО-ДПМН ќе успее да остане на овој став, кој што иако изгледа нефер изграден, зашто е основан, е базиран на одбивањето на францускиот предлог, сепак тоа е реалност, дека тој став на ВМРО-ДПМН им носи гласове и ако обстане на истиот, може и да победи на следните избори. Но дали потоа ќе може да формира влада, тоа зависи претежно од коалицијскиот капацитет на ВМРО-ДПМН, зависи од тоа колку нивните партнери во албанскиот блок, здружени во албанска опозиција, ќе освојат доволен број на пратеници за ВМРО да
состави влада со нив, како што најавува, или пак ќе биде потребно, освен нив или без нив, да влезе во преговори со ДУИ за да се состави една таква влада. И дали тие преговори потоа ќе резултираат со успех, тоа е уште едно друго прашање за кое ќе треба да чекаме до после избори за да дојдеме до одговор. Затоа мислам дека иако се чувствува комотно ВМРО ДПМН во актуелниот рейтинг, сепак не е ништо сигурно до денот на изборите. Нештата може да се сменат, особено ако земјата ги отвори првите поглавја во процесот на интегрирање во Европската Унија. Што според тоа што беше најавено во последниот самит во рамки на Берлинскиот процес во Тирана, Европска Унија ќе се отвори постепено или ќе го интегрира регионот постепено, така како што ги исполнуваат реформите, така и ќе имаат пристап до структурните фондови, ќе имаат пристап до заедничкиот европски пазар и така натаму. Значи овој или фондот за развој, за раст на Западниот Балкан, исто така може да има влијание до изборите после 5-6 месеци. Може нештата да бидат сменети, но ако се врати ветото, мислам дека тогаш нема да има простор дека власта, следната власт, било која да биде, ќе може земјата да ја носи кон посветла иднина, кон прогрес, без разлика дали ќе ги добие можеби поголемиот дел од пратениците, дали ќе има можеби сама пратеници да состави влада, но тогаш ќе биде многу тешко за државата за да можеби да смета на посветла, перспективна иднина. Благодарам за гостувањето. Благодарам за поканата. Следовте разговор со колегата и новинар Джелал Незири. Се надевам дека со изборот на вечерашните соговорници го задржавме вашето внимание. А гости во ово издание на Трилинг беа академикот Ферит Мухич, кој оваа недела го доби признанието Константин Филозоф од Филозофскиот факултет. Универзитетскиот професор и екс-министер Никола Поповски, како и колегата новинарот Джелал Незири. Довидување до идниот петок во исто време, 20 часот и 45 минути, а во меѓувреме читајте на triling.mk. Довидување до тогаш.